Павле, најгласен беше кога требаше и сега ни требаш да застанеш како изјава. Не би. Јас мислам дека ова е уште едно од овластувањата кај кои што постои заснованост да бидат применети во различна постапка кога станува збор за потребите на кривична постапка и кога станува збор за потребите на одбраната и безбедност на државата. Паралела со ова би направил е следењето на комуникациите, истото што го напоменав и претходно. И во тој закон, во закон за следење на комуникациите се прави разлика помеѓу следење на комуникациите за потребите на кривична постапка и следење на комуникациите за потребите на одбраната и безбедноста. Но следењето на комуникациите за потребите на одбраната и безбедноста не е оставено на директорите на агенциите кои што го вршат. Тука е дигнато едно ниво погоре при определување на наредбата и при определувањето на одобрението за спроведување на мерката. Па така, например, ако судот е тој кој што дава наредба за потребите на кривичната постапка, Врховниот суд е тој кој што дава наредба за следење на комуникациите збор. За следење на комуникациите. Ако судот е тој кој што дава наредба за следење на комуникации за потребите на кривична постапка, Врховниот суд е тој кој што дава наредба за следење на комуникации за потребите на одбраната и безбедност. Имаме и слично решение кога станува збор за јавниот обвинител. Ако за потребите на кривичната постапка јавниот обвинител е тој кој што ја дава наредбата за користење на лице со прикриен идентитет, тогаш можеме да ја направиме истата паралела што е применета во Закон за следење на комуникации, односно државниот јавен обвинител да биде тој кој што ќе ја даде наредбата за користење на лице со прикриен идентитет, односно амандман со малку поинаква содржина од ова.